верувам дека многумина ќе се пронедат токму во оваа тема, односно за оваа здравствена последица, со оглед на тоа дека вратната спондилоза е последица од современиот начин на живот, долгото седење пред компјутер, лаптоп, исто така и на мобилниот телефон. Кои се оние фактори кои што доведуваат до тоа, освен современиот начин на живот, и кои се всушност самите симптоми кои што укажуваат на оваа здравствена состојба? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин, специјалист физиотерапевт Бојан Димковски. Добро утро и добре дојдовте во утринската. Добро утро до тебе, Марија. Добро утро и до сите гледачи на Телма телевизија. Ви благодарам на поканата, па да разговараме за оваа тема. Драго ми е што имаме можност да говориме на оваа тема, со оглед на тоа дека станува збор за една модерна состојба, така да ја напоменам, односно состојба која што доведува всушност модерниот начин на живот токму до оваа состојба. На самиот почеток ќе прашам што всушност представува вратна спондилоза? Бидејќи се почесто веќе слушаме за оваа состојба, за оваа медицинска состојба, цервикална спондилоза, односно вратна спондилоза, се повеќе е распространета. Во минатото се почесто се појавувало од 50-та годишна возраст па нагоре, меѓутоа денеска во ова модерно време, како што спомна ти, веќе може да се наречи болест на 21-виот век, се појавува веќе од 30-та година па нагоре. Всушност, оваа цервикална спондилоза означува пребрзо старење на ткивата во позиција кај вратот, односно самите пршени, дисковите, тетивите околу нив, лигаментите и така натаму стареат, па се со тоа се губи помалку кислород во нив, помалку крвоток и така натаму, и веќе почнуваат да се појавуваат некои одредени симптоми. Исто така може да се појават и остеофити, калцификати, односно тоа се депоа на калциум кој телото ги ствара во кај самите пршени, со тоа се затвара просторот меѓу нив и со тоа и помал проток и понатаму на кислород. Како некои симптоми кои што можеме да ги спомнеме, покрај болката која што кај сите се јавува, може да се појави и вкочанетост во пределот на вратот. Во пределот на горниот дел од вратот, меѓутоа и делот позади на грбот. Дури кај некои пациенти, најчесто кај женската популација, може да се јави и визуелно тоа да се гледа од страна, па и некој лаик од страна да познае дека можеби се работи за некоја медицинска состојба, тоа е цервикалната спондилоза, се појавува како еден вид грбка на позади на грбот на вратот и пропратено секако со вкочанетост. Вкочанетоста најчесто може да се јави во текот на денот, кога пациентот седи, поминува долги часови поминување во седење, меѓутоа може да се јави и во текот на вечерта, во вечерните часови, кога треба да си најде удобна позиција на лежење, удобна позиција на врат, па многу често пациентите знаат да кажат дека тешко им е да најдат удобна перница, па не прашуваат нас каква перница и така натаму, меѓутоа ние не можеме да дадеме одговор за тоа, бидејќи тоа е сепак индивидуално и треба самите пациенти да си пробуваат која перница највеќе им одговара на нив. На некои сакаат малку повисока перница, дури па некои пациенти спијат и без воопшто никаква перница. Кој е најдобриот третман за оние кои што се соочуваат со оваа здравствена состојба, освен за оние симптоми кои што се јавуваат како болка, вкочанетост, исто така и за оној физички изглед кој е впечатлив кај женската популација особено? Како рехабилитација, да речеме, како третман на оваа состојба, најефективна според медицина базирана на докази, според некои стручни изданија, тоа се вежбите, односно тоа е долгорочно најефективно. Краткорочно, додека пациентот има болка и вкочанетост, безсмислено е да му речеме да почне со вежби, бидејќи тој во тој момент веќе не може тоа да го прави, па затоа се препорачува тука други некои модалитети на физиотерапија, како што е класична физиокална терапија со апаратура, може да се препорача масажа блага на вратот, се со цел да се олесни таа напнатост на вратот, да се намалат болките, за потоа да имаме како еден прозорец, за да може пациентот потоа да почне со вежби. Дали тоа ќе бидат вежби со надзор од некое стручно лице, физиотерапевт, дали тоа ќе бидат вежби кои ќе може да ги изведува во домашни услови без разлика, меѓутоа тоа е еден долгорочен план кој што пациентот доколку се открие дека ја има оваа состојба, тој ќе мора да речеме до крајот на животот да ги користи овие вежби, да остане физички активен за да се намалат тие симптоми, меѓутоа и да се елиминира оваа состојба.
Како да не дојде до оваа состојба, односно која е најдобрата превенција? Ќе прашам за оние всушност кои што едноставно работното место им налага да бидат пред лаптоп, да долги часови да поминат всушност пред самиот компјутер. Како они да ја избегнат оваа вратна спондилоза, односно да не дојде до оваа здравствена состојба? Што препорачувате? Бидејќи овие пациенти кои што да речеме, самата работа им налага да се во тие долги часови поминати пред компјутер, во дали без разлика дали удобно столчето или не, меѓутоа самите часови кои што се во една иста статичка положба предизвикуваат да се појават вакви симптоми и да прогресираат целата состојба. Препораките кои ние најчесто ги даваме, тоа се на одреден временски период на 20 до 30 минути да станат, да се раздвижат, па дури да отидат до тоалет само, да се напијат вода, да направат кафе, да се раздвижат со некои кратки вежби за горниот дел од вратот, за рацете, за рамениците. Тоа многу повеќе ќе помогне, бидејќи телото не е направено да седи во иста позиција, да биде статично. Тоа е направено да се движи. Дури промена на позиција на седење, промена на прекрстување на нозе, сето тоа е движење што телото го сака. И многу е добро кога пациентите го слушаат тоа, бидејќи веќе се гледаат тие промени, тие подобрувања кај нивната состојба. Пред самиот крај би прашала и освен овој модерен начин на живот кој што најчесто доведува до оваа состојба, дали всушност играат улога и генетските фактори? Секако, истражувањата покажуваат дека постојат генетски одредени фактори кои што може да влијат на оваа состојба, па многу често од пациентите знаеме да слушнеме дека па да, мојата мајка или мојата баба и таа имаше ваков тип на проблем, цело време се жалеше од вратот, имаше на грбот како еден вид грбка, сите памтиме уште од деца, што значи дека генетските фактори играат огромна улога. Меѓутоа, ние не сме жртви на тие генетски фактори, можеме тие предиспозиции да не прогресираат кај нас. Без разлика што ние по текот на животот можеме да имаме предиспозиции за други одредени болести, меѓутоа како ние ќе се однесуваме за да се таа состојба развие или не, тоа зависи секогаш на нас. Затоа препораката е доколку пациентите почнат да чувствуваат вакви симптоми. Значи тоа не е вкочаностост или болка што се јавува, да речеме, денеска па утре веќе ја нема, туку тоа е состојба што трае малку подолго. И затоа тогаш се препораките се да се обратат кај стручно лице, да се направи консултација, преглед, да се види симптомите, бидејќи стручно лице знае да одреди дали е нормална вкочанетост или е можеби некаква патологија. Па да се направат и дополнителни некои дијагностички испитувања доколку е потребно, рентген снимање, на рентген снимање може да се види оваа состојба. Па доколку има, можеби некогаш се појавуваат и парестезии на рацете како трнење, како мравки. Тоа е веќе еден посериозен симптом, тогаш можеби треба да се направи магнетна резонанса, да се види каде е проблемот, дали можеби некој нерв е притиснат на некое место и потоа да се одреди план на рехабилитација, на третман, и јас сум сигурен дека пациентите ќе имаат успех со состојбата. Благодарам многу за одвоеното време. И благодарам и на вас, Марија. Благодарам уште еднаш. Тоа беше специјалист, физиотерапевт Бојан Димковски. Говоревме на една тема која што верувам ги засега нашите гледачи. Станува збор за една модерна здравствена состојба, односно вратна спондилоза, која што за жал се јавува најчесто како последица на современиот начин на живот, но голема улога играат и генетските фактори.